Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Жителите во поплавените подрачја се уште се справуваат со она што водената стихија го остави. Дел од настаните во дневникот токму за оваа тема. Еве што издвојуваме за денеска. Над 250 велешани помагаат во расчистување на она што зад себе го остави водата во Скопско. К1 на терен, снимките сведочат за ужасната катастрофа која и се случи на земјава. Ке се градат улици, а ке се реконструира и домот на културата во Демир Капија. Продолжува чистењето на поплавените подрачја во Скопје. Велешани утрово масовно се одзваа на јавниот повик за помош во физичка сила кој го упати локалната самоуправа. Околу 300 граѓани доброволно се упатија кон Скопје за помош на настраданите семејства. Утрово Велешани масовно се одзваа на јавниот повик за помош во физичка сила кој го упати од локалната самоуправа. Токму физичка сила најмногу е потребна во моментов, зашто побрзо да се расчисти калта, водата и талогот, кои полека стануваат место за развој на зарази. Проценките на надлежните се дека меѓу 250 и 300 велешани денеска се упатија кон скопските региони, кои се најпогодени од поплавите. Одзивот ги изненади во општината. Трите автобуси кои биле предвидени за помош веднаш се наполниле. Брзо бил ангажиран уште еден и неколку комбиња. На крај последните доброволци тргнале со автомобили. Ние распоредивме чизми, распоредивме на раквици, секако води и со соработка со јавното комунално претпријатие Дервен и придружни алати кои што треба да се најдат на луѓето за време на целокупната активност. Да напоменам дека на хитна седница на Советот на општина Велес се одвоени 1 милион денара наменски пари кои што ќе бидат овие денови уплатени на сметката на општина Газибаба. Некои за прв пат, некои веќе трет ден доброволно одат за Скопје да помогнат. Велат несреќата е огромна и затоа секоја помош е добро дојдена. Значи ние ќе помагаме во нашите можности. Меѓутоа таква е сложена, значи местоположбата каде што машиneријата во тесните улички не може да влегува. Ние се трудиме, значи колку што можеме. Меѓутоа не можеме никопат да надоместиме штетата со човечките загуби. Значи тоа е една катастрофа. Денеска ќе пробаме, значи што можеме да им помогнеме на луѓето. Веќе трет ден одиме. Значи има добра организација. Стасуваме таму, Центарот за заштита со кризи не распоредува кај што треба. Првиот ден бевме во Смилковци. Значи сварно е се однесено. Се што има у куќите се вадиме надвор, да се чисти, после да се перат зидовите и малце од малце смрдеата, значи има ново миризми. Според информациите кои ги добивме, сите се ангажирани на расчистување на куќите, дворовите и улиците на жителите од населбата Сингелиќ. Заедно со велешани е и градоначалникот и пратениците. Потресни животни приказни раскажани пред објективот на К1 телевизија. Катерина Нацева и Александар Костов денеска на терен во Скопско, Стајковци и Ченто. Се што сме граделе 30 години, за 3 минути водата ни го однесе. Вака пред камерите на К1 жителот Стајковци ја опишува преживеаната поплава. Едва ги спасив жена ми и ќерка ми и покрај големата штета срекни сме што сме живи. Водата дојде од тој крај таму и од овдека. Значи, она се ширело. Првиот бран удри овдека, бетонот. Го сруши ова. Притрчавме доле да изведам сопругата и она. Сето се случи за 3 до 3,5 минути. 3 до 3,5 минути водата влезе на висина од овој крај метро. Значи, бранот што дојде метро висина. И не можевме да се справиме со ништо. Све, значи, сви покутнина, све ми отиде. Документи, едно, друго, све отиде така. Околу 300 велешани денеска на терен во Стајковци и Ченто велат да се помогне на некој во неволја е човечка доблест, хуманост, по која велешани се далеку познати. Велеси и велешани секојдневно организирано се собираат да дојдат да помогнат во поплавите во Скопје. Апелираме до сите градови, до секој што може, не мора финансиски, може физички со работа да дојде да помогне, поради тоа што самите гледате дека на овие луѓе им е потребна помош.
Секоја помош за нас сега е добро дојдена, но човечката помош посебно ни значи. Повеќе раце побрзо го чистат она што водата го остави во нашиот дом. Им благодариме на екипата на Велес, со сето срце, друго нема што да кажеме. Што и да кажеме, све е болно. Не фати најголемата олуја, пошто тука у стадионот која пукна, тоа најдонена вода дојде, да кажеме 3 метри малце излеа. Тоа беше брзина, јака, не знам како да ви кажам. И одвај се качивме у кров, кршивме таму кров и таму седевме цело тоа време. Со Велешани беше и градоначалникот Чадиев и пратениците, и тие активно се вклучија во помошта на настраданите. Дојдоа повеќе од 250 луѓе, кои моментално се распоредени по разни улици, према она што го насочија од кризниот штаб. Знаете дека Велес секоја стоел на располагање, континуирано секој ден доаѓаат екипи од Велес, специализирани екипи со алати. Еве сега баш во моментов гледате дека се работи и со пумпа, се исцрпува вода, се исцрпуваат заедно со станарите на куќите и она што е останало, се фрлаат оштетените работи. Едноставно голема несреќа ги задесила граѓаните на општина Газибава. За жал гледате имаше и човечки жртви. Да се надеваме дека ова нема никогаш да се повтори повторно. Акцијата за помош на настраданите во Скопскиот регион продолжува и утре. Општината организира превоз, а сите хумани граѓани кои сакаат да помогнат точно во 8 часот да бидат пред локалната самоуправа. Сите избрани и именувани функционери од ВМРО ДПМН ќе донираат еднократна помош од 30% од платите и надоместоците за помош на оштетените граѓани од саботното невреме, најави лидерот на партијата Никола Груевски при денешната посета на новиот пункт на Црвениот крст во основното училиште Наум Наумовски Борче во Скопско Маџари. Црвениот крст работи на обезбедување на облека и обувки, бидејќи донациите со храна и вода засега ги задоволија потребите. Денес морам да кажам дека имаме огромен напредок. Како што кажав, од ден на ден ситуацијата се подобрува. Денес е воспоставен оперативниот штаб. Во моментот имаме околу 1000 работници кои што се распределени по најкритичните места и кои што го расчистуваат шутот, кои што ја вадат водата од дворовите. Голем број на куќи кои што во изминатите 3 дена беа целосно поплавени со околу 150 пумпи кои што ги обезбедивме во текот на вчерашниот ден. Интензивно се вадеше вода и денес останате речиси мал број на куќи во споредба со ситуацијата претходно, кои што останаа да се испумпа водата. Што остана, министре? Вака, процесот на санирање или на надминување на штетите или пак на вадење на водата од куќите е речиси надминат. Останува уште неколку улици каде што во моментот армијата заедно со работниците од сите институции работат на повлекување на водата со пумпите кои што ги обезбедивме и со цистерните кои што ги обезбедивме. Потоа следи процес на вадење на калта од домовите и тука има неколку фази. Калта од домовите се вади во дворовите, од дворовите на улиците поминуваат камиони со скипери, се товара шутот и потоа се носи во депонија која што ја определивме. Според последниот брифинг, голем број, можеби над 50-60% од домовите во моментот се исчистени. Вчера попладне членовите на мотоклубот Носачи на крстот ја покажаа своето хуманосно дело. Со оваа хумана акција тие велат дека барем малку ќе можат да помогнат на настраданите семејства кои за миг ги изгубија домовите во невремето во Скопје. Членовите од мотоклубот Носачи на крстот ја покажаа хуманоста на дело. Вода, средства за лична хигиена и пелени за бебиња се само дел од хуманитарната помош. Со оваа донација, велат тие, ќе можат барем малку да помогнат на луѓето кои за миг ги изгубија домовите во невремето во Скопје. И ние заедно со мојот клуб Носачи на крстот од Велес допринесуваме за колку толку да они можат полесно да го пребродат ова и се надевам дека ќе успееме во тоа. Тоа е тоа. Хуманоста е најдобрата доблест на секој човек. Токму и целта на ваквите акции е да се помогне тогаш кога е најпотребно. Јас се надевам дека ќе им помогнеме, не може комплетно да им помогнеме, меѓутоа затоа се случуваат вакви
збеднувања, односно акции, каде што кој што може и колку може да сочувствува со нив, за да им биде нешто малку полесно. Членовите од мотоклубот Носачи на крстот учествуваат во голем број хуманитарни акции. Секоја година организираат традиционални хуманитарни акции за дарување крв, преку која ја покажуваат најблагодарната професија на светот – хуманоста. $2500 литри вода, 9 пакети конзервирана храна, 100 пакувања тоалетна хартија, 60 пакувања пелени за бебиња и 50 пакети алишта. Ова е собраната донација на пунктот отворен од општина Велес за помош на настраданите од поплавите во Скопско. Од општината велат дека во вкупната количина на собрана вода не влегува донацијата од градинките, која директно се доставила денес до камионите со кои што се однесе хуманитарната помош за Казибаба. Она што е важно да се напомене е дека во изминатите 3 дена Агенцијата за храна и ветеринарство контролираше што се донира со цел до настраданите да стигне безбедна храна. А Младинскиот центар Креактив заедно со центарот Инфосега организираа хуманитарна акција на која продаваа британски чипс, француски помфрит, лубеница и освежителни сокчиња, а собраните средства од овие намирници ќе бидат уплатени на сметката за поддршка на поплавените семејства од Скопскиот и Тетовскиот регион. Волонтерите од Младинскиот центар Креактив во соработка со Младинскиот информативен центар Инфосега се вклучија во помошта за настраданите семејства од невремето кое изминатите денови ги погоди Скопје и Тетово. Со доброволна активност направија продажба на британски чипс, француски помфрит, лубеница и освежителни сокчиња, а собраните финансиски средства ќе бидат уплатени на сметката за поддршка на поплавените семејства од Скопскиот и Тетовскиот регион. Оваа хуманитарна акција се спроведе во просториите на Креактив, а во неа се приклучија самите волонтери од Македонија и странство и останатите млади од Кавадарци и пошироко. Во наредните денови од Креактив најавуваат и повеќе други активности за собирање на средства кои ќе бидат наменети за настраданите семејства од Скопје и Тетово. Денес во општина Демиркапија се потпишаа 2 договори, и тоа за изградба на улици во Демиркапија и реконструкција и надградба на Домот на културата. Повеќе за ова зборува градоначалникот Трајче Димитриев. Денеска се случи добра работа во општина Демиркапија. Всушност денеска потпишавме 2 договори за изградба на улици во Демиркапија и реконструкција и надградба на Домот на културата. Договорите ги подпишавме со фирмата Жикол од Струмица, која ќе ги изведува овие 2 значени проекти за општина Демиркапија. Првиот проект е асфалтирање на улици во Демиркапија. Имаме неколку улици во прва фаза што ќе се асфалтираат. Тоа се улицата Варци Николо со должина од 500 метри и со вредност од 4,5 милиона денари. Втората улица е Линденска и Питогули заедно поврзани во должина од 830 метри со вредност некаде околу 7,5 милиона денари. И третата улица ќе биде Радњанска со должина од 924 метри и со вредност некаде од 8,5 милиона денари. Се надеваме дека ова прва фаза ќе заврши со завршетокот на оваа година. Мислиме дека ќе ги завршиме сите овие улици што ќе ги започнеме, а втората фаза следува, бидејќи ние од првата фаза имаме заштеда на пари од тендерот, и втората фаза ќе имаме уште неколку улици асфалтирање. Тоа е улицата Багремар, Борис Кидрич, Гоце Делчев, 8 март и Партизанска 2. Со асфалтирањето и на овие улици во втората фаза, фактички во Демиркапија ќе немаме ни една не асфалтирана улица, и мислам дека демиркапици може да се гордеат со овој убав и голем проект. Вториот проект ви реков дека подпишавме исто така со фирмата Жикол, тоа е реконструкција и надградба на Домот на културата, каде што демиркапици ќе добијат еден многу убав објект
каде што ќе имаме реновирање на Домот на културата на киносалата и надградба ќе имаме простори за општина Демеркапија, каде што мислам дека веќе демеркапици заслужуваат да имат еден ваков убав дом за граѓаните. На површина од 180 метри квадратни започна да се поставува првата фитнес зона на отворено во градскиот парк во Велес. За 2 дена треба да се постави целата урбана опрема. Фитнес зоната е дел од новиот проект на Агенцијата за млади и спорт за изградба на 20 фитнес зони ширум целата држава. Поставени првите фитнес справи во градскиот парк во Велес. За 2 дена велешани и сите љубители на спортот ќе имаат можност да ги користат. Фитнес зоната се простира на површина од 180 метри квадратни, на гумирана подлога, каде се поставени 8 реквизити. Во наредните 2 дена треба да се постави уште урбаната опрема, како и информативна табла за користење на справите. Во фитнес центрите се очекува да бидат вклучени и стручни лица, кои ќе бидат задолжени за правилно и безбедно користење на справите. Покрај оваа фитнес зона, велешани и сите љубители на спортот може да спортуваат и на двете вежбални, што ги изгради локалната самоуправа и патеката долга 1 километар. Ова е дел од новиот проект на Агенцијата за млади и спорт за изградба на 20 фитнес зони ширум целата држава. Изградбата на првите фитнес зони започна 3 месеци пред предвидениот рок, иако нивниот старт беше најавен за октомври годинава. Тело во фаза на распаѓање е пронајдено вчера околу 9 часот и 45 минути во атарот на селото Виничани, кај местноста викана Видин Дол, информираат од секторот за внатрешни работи. Се работи за 51 годишниот ЛМ, лице со заостанат психички развој, кој на 3 овој месец бил пријавен за исчезнат. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес, а телото на починатиот е предадено на обдукција. Пензионерите од Кавадарци ќе добијат одморалиште во кавадаречкото село Чемерско. Целта е на ова место пензионерите од Кавадарци и Росуман во кој било период од годината да можат да поминат незаборавни мигови. Од наредната година пензионерите од Кавадарци ќе добијат одморалиште во пазувите на прекрасната Кожув планина. Станува збор за кавадаречкото село Чемерско, кое изобилува со прекрасна зелена природа и чист планински воздух. Ова би било идеално место за пензионерите од Кавадарци и Росоман во било кој период од годината да можат да поминат незаборавни мигови. Одморалиште имаше некои административни пречки и за тоа до сега не дојде до реализација, меѓутоа рачунаме до крајот на годината може ќе турим и камен темелник там на есен, затоа што ние поднесуваме барем да се направи локална планска документација за Чемерско и за Бохора, направена е таа од Министерството за транспорт и врски, сме известени дека у текот на нареден дел ќе го добиеме одобрението. Потоа поднесуваме барање до собранието за да не остапат локацијата со надомес, не че без надомес, со да не остапат, да може да се извадиме градична дозвола и да почнеме со подготовки за да почнеме со градба за домот за стари лица. Со заеднички напори со општина Кавадарци преку Министерството за транспорт и врски добиле согласност, при што го одобриле општиот акт за Чемерско и сега постапката би се спроведувала преку Советот на општина Кавадарци. Со добивањето на одлуката од општинските органи ќе се започне со изградба. Тоа ние сме тука, ни е блиско, асфалтиран пат, вода, канализација, се има во Чемерско, така да климата е изворедна, надморска висина е горештини, ние ваздух ни треба. планински воздух. Тоа е негде на околу 750-800 метра надморска висина, изворедна надморска висина, така да рачунаме до крајот на годината, ако нешто не испадне непредвидено, да можеме да туриме камен темелник. До Чемерско има добар пат, струја, вода и канализација на 750 метри надморска височина. Станува збор за село кое располага со чиста животна средина, која ќе им годи на лицата од третото доба. Таму цените нема да бидат високи, пензионерите ќе плаќаат колку да можат да ги покријат трошоците за одржување на објектот.
Македонија ќе добие помош од 500.000 евра од Австрија за настраданите во поплавите. Помош пристигна и од Косово. Вестите од земјава во продолжение. Расте бројот на пријавени спорни гласачи. Заклучно со денеска до 8 часот до Државната изборна комисија пристигнале 3537 барања за регулирање на избирачкото право од вкупно 39.502 граѓани, кои се на списокот со спорни записи во вкрстените административни проверки на избирачкиот список. Од овие 3537 барања, комисијата прифатила 3359. Во фаза на разгледување се 122, а 56 во обработка. Барањата можат да се поднесат во подрачните единици и оделенија на Државната изборна комисија, како електронски. ДИК на својата веб страница има објавено линк "Провери и пријави се", преку кој граѓаните можат да пристапат до списокот со спорни гласачи и веднаш до него да најдат електронско барање за регулирање на избирачкото право. Се очекува комисијата да ја интензивира кампањата во последната недела пред истекот на рокот за пријавување 19 август. Уште една можност за пријавување граѓаните ќе имаат за време на јавниот увид пред предвремените парламентарни избори, што се очекува да се одржат до крајот на 2016 година. По барање на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, Косовската агенција за менаџирање на природни катастрофи при Министерството за внатрешни работи испрати екипа од 8 специјално обучни лица, 3 возила, 2 возила со пумпи за испомпување вода, 4 пумпи од 800 со 1500 литри и возила за логистичка подршка за да помогне во справување со последиците од природната непогода што погоди повеќе општини во Скопје. Генералниот директор на агенцијата Фадил Кодра на испраќањето ги даде последните упатства за правилата, процедурата и активностите кои ќе ги извршуваат во поддршката на граѓаните погодени од несреќата. Предвидено е екипата да остане во Македонија до 12 август и ќе биде ангажирана во испомпување вода од поплавените домови. Помош во вредност од 500.000 евра ќе добие Македонија од страна на Австрија, поточно од Фондот за елементарни непогоди во странство, соопшти денеска главниот град на Австрија, Виена. Министерот за надворешни работи на Австрија, Себастијан Курц, прецизира дека тие средства ќе бидат ставени на располагање на австрискиот и македонскиот Црвен крст. Донираната сума треба да биде искористена за евакуирање на лицата во привремени престојувалишта. Се подразбира дека Австрија како партнер и помага на Македонија. Не смееме луѓето по ова невреме да ги оставиме на цедило, порача Курц во соопштението. Во Словенија е уапсен бугарин кој криумчарел афганистански малолетници. На социјалната мрежа Facebook објавен е видеоматеријал каде се гледа како се крадат мобилни телефони за време на летните олимписки игри во Рио. Ова се вестите од светот. 7 малолетни мигранти по потекло од Авганистан, скриени во товарно моторно возило управувано од 39 годишен бугарски државјанин, открила словенечката гранична полиција. Како што пренесува информативната агенција Танјук, нелегалните патници на граничниот премин Грушковје биле откриени со помош на детектора за јаглерод диоксид. Надлежните подоцна направиле детален преглед на возилото и ги пронашле нелегалните патници кои биле на возраст од 12 до 17 години. Возачот на камионот е уапсен и словенечките власти ќе му судат за криумчарење на мигранти. На митингот во Северна Каролина, републиканскиот кандидат за председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп препорача дека активистите за право за носење оружје би можеле да ја спречат неговата демократска ривалка Хилари Клинтон во номинирање на либерални судии за човекови права на Врховниот суд на САД. Но оваа негова изјава реагира и тимот на Клинтон, велејќи дека личност која сака да стане председател на САД не би требало на кој било начин да сугерира насилство. Во Рио некои уживаат во спортските надпреварувања, додека пак други се обидуваат да им го нарушат комодитетот на гостите, обидувајќи се да им ги украдат мобилните телефони. На видеоматеријалот објавен на социјалната мрежа Facebook се гледа како малолетни џепчии се обидуваат да ги олеснат туристите.
Најмногу на удар биле мобилните телефони, но се случувало да бидат одземени и цели ранци на случајните минувачи. Инаку до организаторите стигнале пријави дека се ограбени и официјални лица и членови на национални селекции. Денеска имаме сончево време со краткотрајни врнежи од дожд. Максималната температура го достигна 34 степен. Деталите за временската прогноза во продолжение. Ова беше се за денес. Пријатна вечер ви посакува информативната редакција на К1.